Лјупчо Николовски се заплетка во контролата на летање. Наместо конкретни одговори како членови од неговото семејство биле вработени во МНАВ, тој нервозно и видно вознебирен влезе во отворена кавга со новинарите, а индиректно и со премиерот. Нервозно рече дека не го интересирал ставот на неговиот шеф. Министерот за земјоделство ги искара медиумите дека не ги интересирале наводните успешни проекти во неговиот ресор. Туку се занимавале со тоа како неговите чичко и братучет се нашле на платните списоци на државната компанија. И тоа ви е најбитната тема, наместо да информирате за сето она што граѓаните ги интересира. И второ, полека. И второ, знаете за каков кадар станува збор? За највисоко стручно посветен кадар школуван во Јапонија, во Кина и во Словенија, кој што после 20 години се вратил во земјата. Николовски се правда дека неговиот братучет бил многу квалификуван, студирал во Јапонија, но не кажува зошто тогаш 5 години останал помошник контролор. Инаку Алфа дознава дека Стефан Николовски влегол во МНАВ откако неговиот прв братучет Лјупчо Николовски стана министер во владата, но од тогаш не напредувал во самостоен контролор, зашто не можел да ги дозаврши обуките. Таткото на Стефан, односно чичкото на Лјупчо, пак таму работел над 40 години. Министерот вели уште пред да биде роден тој. Премиерот прв проговори за семени стебла во една од најплатените државни компании во обид да го оцрни синдикатот, но аферата излезе многу поголема, па сега неговиот министер вели дека не го интересирал ставот на Димитар Ковачевски. Затоа и ве прашуваме, сам извинете што вака ве прашуваме, меѓутоа ваши роднини се нашли. Ево го одговорив. Што друго да како потврдувате ставот на премиерот? Не го коментирам, не ме интересира мене било кој став за било која фирма, било кој каква квалификација ќе даде. Тоа не е моја работа. Премиерот пак сега вели дека не бил портпарол на неговите министри. Збунето порача дека тие требало да се одговараат за вработувањата на нивните роднини. Па тоа ќе морате да ги прашате тие кои што имаат некакви своји роднини вработени било каде. Јас имав принципиелен став во однос на МНАВ и гледам дека министрите кои што имале некои роднини вработени, тие веќе си даваат своји ставови. Ја не можам да бидам портпарол на семејства на други луѓе. Ниту сум претендирал такво нешто да бидам. Таа тема ако се отвори, тогаш ќе треба да проверите у Академија на суди кој се станува судија и обвинител. Имено, упадот во контролната кула на македонска навигација беше кулминација на повеќе месечни превирања во државната компанија. Синдикатот се противеше на нови вработувања на според нив нестручни и партиски кадри во најголем дел преку ДУИ.